Почетокот на новата календарска година. Вообичаено е почеток на ново поглавје за секој од нас. Можност да размислиме и да ги анализираме нашите постапки, резултати, успеси и неуспеси од минатото. И да почнеме да делуваме на личен развој и подобрување на самите себе си. За новата година да ја дочекаме организирано, подготвено за новите предизвици и да ни донесе многу повеќе резултати отколку во претходните години. Колку самите можеме да делуваме на креирање на позитивни мисли и со самото тоа менување на реалноста која не обкружува. Решивме да биде прашањето што ќе го поставиме на Марина Анчевска, акредитиран и сертифициран мастер НЛП тренер, системски коуч, основач на Центарот за бизнис психологија НЛП Центар во Македонија. Истиот постои повеќе од 16 години. Марина е препознатлива по незиниот системски пристап на работење, кој што вклучува семејни и организацијски констелации. Воедно е креатор на првата меѓународно акредитирана професионална системска коучинг програма во Југоисточна Европа. Покрај работата со многобројните клиенти и компании од нашава земја, Анчевска работи интернационално како личен коуч на врвни професионалци. Марина, заокруживме една календарска година, која што за тебе беше исполнета со голем број активности, ти помина многу динамично, голем број настани. Како ти гледаш на годината што измина позади нас? Преубава година, секако предизвикувачка, бидејќи животот секогаш не предизвикува на некој свој начин, меѓутоа целосно вака кога ќе земам година на раст и развој. Успех на секое поле и меѓутоа така ми беше претходната си ја најавив дека таква ќе биде, така да ми се исполни тоа што си го зацртав како цел. Колку тоа што си го посакуваме влијае на тоа што на вистина ни се случува во пракса и во секојдневието. И колку сега, кога сме на прагот на една нова година, можеме на вистина да направиме промена во нашите лични животи. Ние може да испланираме, да поставиме цели, меѓутоа ако не работиме на тоа преку целата година, ништо нема да се исполни, ќе останат само како желби, нели? Важно е, секако е важно да знаеме какво патување ќе ни биде 2024, дали ќе ни се допаѓа тоа патување и што све треба да правиме за да се исполни. Меѓутоа често пати исто кажувам и на тренинзи, не мора и да се фатиме на воланот на автобусот и да го држиме цврсто и да не мрдаме од зацртаното, бидејќи животот е движење, процес. Некојаш можеби нешто друго, во друг правец ќе не однесе тоа патување, така да треба да бидеме сепак отворени за промени, да не биде со глава во зид, како што се вика, затоа што ќе биде тоа многу понапорно. Така една опуштеност, меѓутоа точно да знаеме каде вози автобусот. Се вели дека со најмалиот чекор почнува некогаш и многу долг и успешен пат. Како да го направиме тој мал чекор кој што најчесто и најтешко да се направи? По утрото денот се познава, многу се важни утринските ритуали, како денот ќе ти започне, дали денот ќе ти започне во брзање, во трчање или ќе го започнеш со некој ритуал што тебе ти дава една убава енергија, смиреност. Меѓутоа, пред утрото е другиот ден. Всушност денот, утрешниот ден започнува од денеска, од вечерта. Како ќе си легнам, како ми завршил денот, со каква енергија ќе легнам, дали ми е испланиран утрешниот ден, колку време ќе спијам, дали ќе потрошам многу време на социјални мрежи, значи се има врска. Се е до стратегиите, како ние се водиме самите себе си, колку сме ние спремни да се видиме себе си, да видиме својата реалност, да се освестиме и да направиме промена. А навистина е тоа дека од утрото денот се познава. Ако е така, какви се твоите утрински ритуали, со кои мисли ти практикуваш да ти започне денот и колку истите го детерминираат она што се случува понатаму во тек на самиот ден и што е најважно од се, начинот на кој што ние ги перципираме тие нешта и начинот на кој што реагираме на истите?
Се, нели, утринските ритуали за секого може да бидат различни. Мене што ми помага е секако музика, сакам музика. Порано секој ден вежбав јога, сега се почесто играм сабајле. Значи, ке си пуштам музика и тоа ми дава некоја леснотија, некоја убава енергија. Важно ми е храната, мене ми е таа многу важна, значи свесност. И пак ќе кажам, не е толку важно што конкретно се прави, него важно е дали сме ние свесни, тоа што го правиме како влијае на нас. И најважно е какви симптоми ни дава телото. Значи, ако испијам кафе на гладно срце и ме боли стомак, значи нешто не е во ред, значи не треба да го правам тоа. Јас би сепак дала една порака до сите гледачи дека треба да си го следат телото. Телото е најважно, бидејќи телото многу лесно ги дава сигнали, меѓутоа ние сме толку растрчани некаде, разбркани во мислите, во животот, што телото целосно го заборавам. Ако почнете да го следите вашето тело, точно ќе знаете каде сте, што сте, зошто сте таму и дали треба да сте таму. Ова е во оној дел на кој што можеме и самите свесно да влијаеме и да ги креираме тие утрински навики кои што ќе ни помогнат полесно и поорганизирано да ни тече денот. Колку е важно семејството во нашиот живот, семејните констелации се често фокус на твоите тренинзи, на твоите предавања. Па која е корелацијата и колку сето тоа влијае на нашиот живот? Многу често ние може самите да сме освестени, да знаеме што сакаме да направиме, да знаеме да се водиме себе си, меѓутоа пак постои нешто што се викаме, ама зошто сега сум, например, се чувствувам така, зошто ова ми се случува мене? Затоа што ја најобичен пример ќе го објаснам со оваа гасеничка. Ако оваа гасеничка сум јас, сите овие шаренила позади, да кажеме, се моите предци, од каде што доаѓам. Сите имале различен живот, трауми се случувале, значи секакви случки, предизвици во животот и убави работи, меѓутоа поради сите нив јас постојам. И тоа е убавото, тоа е благодарноста, нели, и почит кон сите предци. Меѓутоа, јас цел живот ќе останам гасеница, нема никогаш да полетам како пеперука, ако се уште ги носам нивните трауми со мене. Ако се уште го живеам, тоа е емоционално наследство. А тоа се случува, го правиме, го имаме сите, тоа бидејќи сме лојални на нашите предци. Преку тие семени констелации, преку коучингот, работа еден на еден, всушност најважното од се е ние да се ослободиме од емоционалното наследство. Ние никогаш не можеме да се ослободиме од нашите предци, не е тоа поентата, или од нашите родители, меѓутоа не мора да го носиме тој товар кој што се пренесува од генерација во генерација преку начин на живење, начин на справување со работите, начин на преживување, затоа што ние, например, еве сега си тргнам од мене, јас одамна сум преживеала. Меѓутоа, можеби се уште се борам, се уште сум во преживување, а веќе нема потреба. Значи, ние може да работиме на што и да сакаме, или на когнитивно да се надградуваме себе си, да работиме на телото. Меѓутоа, ако не го осознаеме емоционалното наследство, нема промена, за жал. Значи, мора освестување за тоа што е тоа што јас го носам, дали ова навистина мое или само го носам затоа што сум лојална на семејството. Тоа може секој да го примети во своето живење, затоа што ние сите имаме некаква улога во нашето семејство, која што сме изградиле во текот на живењето, за да балансираме нешто во системот. И сега таа улога може би веќе не ни користи, а ние се уште ја живееме. Така да некој може да биде жртва, некој критичар, некој премногу разумен, некој може би ја заштитува семејството, значи се е тоа супер, меѓутоа не во секој контекст. Го спомна освестувањето.
како најбрзо и најлесно да се освестиме, односно која е твојата порака, што да смениме сите ние во новата 2024 година? Може едноставно секој да се запраша каква улога имам во семејството. Која е мојата вистинска улога? И не зборувам за ќерка, син, татко, мајка, баба, дедо, него вистински улогата што имаме, например, кога има некаков предизвик или нешто се случува во семејството, што правите? Јас сум, например, балансерот. Секогаш гледав да ја смирам ситуацијата, што тоа е донекаде добро, меѓутоа не секаде. Некаде може би треба да настапам критички, да го кажам своето мислење, за заштитам себе си, а не секаде и секого да балансирам. Меѓутоа, благодарение па на тоа сум станала тренер и коуч, така да има и бенефит од тие улоги. Така да пораката би била, еве, видете се себе си од една поширока перцепција, нели? Перцепирајте се себе си како реагирате во ситуација кога има некаков предизвик, конфликт. Не мора тоа да е дома. На работа истата улога е. Значи, истото излегува. Значи, една само перцепција. Ако не сме доволно свесни самите да ги констатираме сите овие состојби и улоги во нашите животи и на луѓето околу нас, на кој начин и со кои методи невролингвистичкото програмирање ни помага да го направиме тој чекор и да се издигнеме на едно повисоко ниво? Да, пак е тоа некако вид на освестување, меѓутоа системските констелации кои ги работам веќе многу години во Македонија се најдобар начин за тоа да видиме, нели, да се види во каква улога си, колку вистински години имаш, затоа што некојаш сме многу поголеми или многу помали од тоа што ни се вистински годините. И тоа е исто интересно, затоа што многу често луѓето кога имаат некој проблем, не се во годините во кои што се кога сакаат да го решат проблемот. Или се поголеми или се помали. Значи тоа укажува на некаква стратегија што имаме за да се носиме со ситуациите. Тоа е некој стратегија на преживување. Значи констелациите помагаат, нели, индивидуалната работа, ете НЛП тренизите, исто системскиот НЛП се работи многу на разни вежби, временската линија исто да ја видиш какви случувања имало во твојот живот, што е тоа што веќе завршило, а ти се уште го живееш. Значи има многу начини, еве нека не се овие методи. Секој може да најде нешто што него му одговара и да се открие себе си, да види што е тоа што се уште го живее, а нема потреба. Марина, и за крај, што очекуваш од новата 2024 година? Какви се твоите планови, амбиции и желби за новото поглавје, ајде да кажем? Да. Па прво јас сакам многу повеќе да вака уште повеќе да кажеме, да зборувам со луѓето, да зборувам на оваа тема, бидејќи ние живееме во духовно загадено општество, духовно загадена околина, што многу малку се посветува внимание на тоа. Духовно не мислам поврзано со религија, туку духовно, спиритуално за она освестување системот од каде доаѓаме, што е тоа што го пренесуваме преку полето на душата, што е тоа што се уште го живееме, нели? Така да во новата година се спремаат нови програми, јас сега имам акредитирана програма за коучинг, да станете коуч, значи програма која што е светски призната, единствена на Балканот, за да може да работите со системи, не само фамилиарни системи, организацијски, тимски системи, и ова е веќе систем, нели? Бидејќи ние постоиме поради релациите. И релацијата не е никогаш проблем, туку како ние реагираме кога сме во релација со некого. А може да тргнеме и првично од релација со самите себе. Така да, тоа е, да кажеме, 2024 година, темата ќе биде издигнување на свеста на повисоко ниво, нели, работа на себе секојаш, тоа нема крај, меѓутоа повеќе работа во системот во кој што припаѓаме. Марина, ти благодарам за разговорот и ти посакувам среќна, успешна и исклучително динамична, полна и убава 2024 година. Благодарам, Ирена, и за тебе исто, и за целата телевизија, и за сите нас оваа година нека биде една убава, духовно прочистена година.